Добар ден, почитувани, стартува уште едно ново издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Зошто некои бебиња не може да цицаат? Каква улога игра подјазичната ресичка во процесот на успешно воспоставување на процесот на доење? За скратениот френулум денеска ќе зборуваме со доктор Љуба Симјановска, орален хирург од Клиничкиот центар во Скопје. Добре ни дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Оваа тема е можна и интересна. Искрено, кога прочитав, сватив дека многу често бебињата го имаат овој проблем. И еве да започнеме со тоа што е френулум, бидејќи еден апстрактен термин, да појасниме колку френулуми има во устата. Френулумот во устната празнина, значи представува едно мукозно задебелување, кое што е составено од сврзно ткиво, проткаено со мускулни влакна и се наоѓа испод самиот јазик. Додека не е тој само единствениот френулум кој се наоѓа во устна празнина, постојат уште два френулуми кои што се локализирани, едниот во горна вилица, која што држи горната усница, и во долната усница исто така што ја држи пак долната усница, и овој лингвален френулум, или како што во литературата меѓу народот, значи може да се сретне со различни имиња, како лингва, крета, неподвижен јазик, фатен јазик, така да тоа е тоа што за прв пат, мислам, се среќава кај бебињата, прв пат се уочува, а може после и во подоцнешниот период да се забележи. Така. Ние овој дел од разговорот би можеле да го подкрепиме и со фотографии за скратен френулум, значи ќе почнеме од кратката подјазична ресичка. Што е тоа и колку често се јавува кај бебињата? Не е толку чест овој френулум за разлика од другите френулуми кои што се јавуваат, меѓутоа нормално во подоцнешната возраст. Ова е прв пат овој френулум што се јавува затоа што баш најголемата функција што ја има е пореметување во нормалното доење, во нормалното цицање кај бебињата. Зошто се јавува таков проблем? Овој проблем се јавува затоа што нормално е да има кај секое бебе, кај секоја човечка индивидуа френулум. Меѓутоа, во зависност од тоа во колкава површина е тој опфатен, тогаш прави проблем. Некогаш се среќава до тој степен, меѓутоа ретко, да скоро целиот јазик, целиот јазик е скоро фатен, дури до врвчето. Ова е веќе друг, каде што има френулум, се забележува, меѓутоа има разлика. Значи, има делимична подвижност на јазикот. Тогаш предпоставувам дека делумно би можело да се реализира цицањето, но кога е целосно фатен, тогаш е сигурно многу тешко. Многу тешко. Како за бебето, така и за мајката. Значи, и родителите тука имаат и физички и психолошки проблеми. Како мајката да му го олесни патот до млекото на бебето? Во ваков случај, кога бебето има скратена подјазична ресичка. Мајката може да го уочи тоа уште во клиничкиот центар кога се породува, и самиот педијатар при прегледот, при самото носење на бебето на доење, може да се увиди дека настанува проблем, има проблем бебето со цицање. Едино нешто што може да се овозможи, зависно, кажувам, каков е френулумот, колкава е должината на неговиот припој, да го донесе кај нас, ние ќе го сеснеме тој френулум и така да на задоволство и на мајката и на бебето најнормално се воспоставува доењето кај бебето. Значи, уште на самиот почеток може да се, веднаш после породувањето може да се изведе, се уочува и може да се изведе пресекувањето на френулумот. Точно, може да се изведе, меѓутоа обично мајките после 2 недели го носат своето бебе за да се прегледа, да се види и тој френулум да се сецне. Така. Има поделени ставови. Може при самата прва посета да дојде, да се увиди и да го сецнеме френулумот, да му се овозможи правилно цицање на самото бебе. Има поделени ставови кај педијатрите и кај хирурзите кога треба да се изведе оваа процедура. Некои сметаат дека треба веднаш после раѓањето, други пак велат после првата година. Зошто толку различни ставови? Различни се ставовите во однос на тоа, пак се враќам на претходно што го кажав, во зависност од колкав е просторот на припојот на самиот френулум,
за јазикот. Тука може да имаме поделени мислења. Кај некои бебиња може да има изразен френулум, меѓутоа сепак да има доволно слободен дел од јазикот кој може слободно да ја офати брадавицата на мајката и да се воспостави тоа, така кажано, нормално доање, нормално цицање на бебето. И тогаш може да бидат воспоставени тие не кореспондираме со орални хирурзи, максилофацијални и педиатрите, да почекаме малку, да созрее бебето, па после да се направи. Додека ако нема можност да се постави нормално цицање, мора да го решиме. Каков е хируршкиот зафат? Дали е травматичен, дали е болен, има ли крварење? Родителите се плашат нели од тој момент? Сепак е зафат во уста. Јас вака можам да им кажам, да им препорачам на родителите без никаков страф да го донесат, доколку има нивното бебе таков проблем, да го донесат, нема никаков проблем во однос на бебето. Бебето е дури може би е и попрепорачливо, дури е мало да се направи, затоа што никаква траума нема да се направи, нема да се сеќава тоа бебе на таква интервенција и утре ќе дојде пак кај нас на најнормални стоматолошки интервенции. Така, без страф. Без страф, нема крварење, нема никаков проблем. Анестезија дали се користи? Или само после првата година? Може би, ако се користи, тоа ќе биде површинска анестезија, спре. Така да, нема боцкање. А дали се потребни антибиотици после тоа? Може ли да се јави некаков уток? Значи, прописно ништо. Нема потреба. Какви се други проблеми може да создаде долниот скратен, односно подјазичниот френулум? Во однос на говорот, дали и кај овие деца може да се јави говорна мана? Значи, јазикот има и други функции во однос на самото џвакање, превртување на храната во устната, помага при голтањето, помага во однос на изговарање на одредени букви. Така да, ако тој френулум во првите месеци, година, две, не правил никакви проблем, ако најнормално напредувало бебето во однос на неговата телесна тежина, во однос на цицањето, развитокот, може би во покасниот период, после 3-4 години, кога веќе треба бебето најнормално да изговара, да зборува, се појавуваат проблеми во изговарање на одредени букви. Тогаш, нормално, родителите се загрижени за здравјето на своето бебе и го носат бебето кај педијатар, го носат кај логопед. И многу пати и самите педијатри или логопеди ќе ја уачат таа мана дека нешто се случува кај бебето, дека има ограничено движење на самиот јазик и ни го праќаат кај нас да ја средиме тој недостаток што сега недостаток, го кажав недостаток, не е тоа недостаток, него тој кус френулум што треба да се пресече за да се овозможи нормално движење на јазикот. И неговата нормална функција. Така, доколку бебето воспоставило нормално доење, потоа и нормално почело да ги изговара сите зборови, сите букви, нема никаков проблем. Доколку е краток френулумот под јазикот, може ли некакви последици во текот на животот да се јават некакви проблеми? Некогаш нема никакви последици да се јават, меѓутоа има шанса, значи постојат шанси кога може да се јават проблемите во подоцнежните години. Обично е тоа во пубертетската, постпубертетската возраст, кога може да се појават проблеми во приватниот живот. Па не толку често, меѓутоа сепак имаме пациенти кои што доаѓаат и во тој период ни се обраќаат за помош за да го надминат тој проблем. Така. И може да се случи, веќе тоа е во зрелата возраст, пациентите кога се во една зрела доба сметам кога кажувам, тоа е веќе над 60 години, кога се припремаат за протетски конструкции, значи да се направат вилици, протези, некогаш знае тој френулум да прави проблем на идните
протези и тогаш исто така доаѓаат пациентите да се реши нивниот проблем за да може нормално да функционираат нормално. Така. Во овој дел од емисијата би можеле да ги вклучиме и гледачите доколку имаат прашање поврзано со денешната тема. 307677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денешна гостинка во студиото ни е доктор Љуба Симјановска, орален хирург, значи слободно можете да се вклучите и да поставите некое прашање. Кои се првите симптоми што родителите може да ги забележат кај своето дете? Еве може да цица, успешно да воспоставиле процес на прво е доење. цицањето, второ е во однос на зборувањето, А во однос на вадењето на јазичето надвор од устата? После тоа, значи, самите родители ќе воочат дека нивното дете зборува, меѓутоа не може да доволно си го извлече јазичето од устната празнина. Значи, не може да ја помине долната устница. Или, кога е отворена уста, ако сака да ја допре горната устница, не може да ја допре. Значи, доволно не може да го извади јазичето надвор. Или кога ќе го подигне јазичето надвор, така е прицврстен френулумот за врвот на јазикот, така да јазикот добива како една срцевидна форма. Тоа е знак дека нешто се случува. Не е ништо опасно, страшно, меѓутоа би требало да се реши за да детето најнормално после си функционира како и другите дечиња. А доколку родителите инсистираат тоа не оперативно се реши, постојат ли некои вежби, нешто што би можело да гоублажи проблемот или не треба да се инсистира на таква варијанта? Вежбите има повеќе вежби има за постоперативно кога ќе се направи за да не се врати пак френулумот во првобитната положба во која бил. Еднаш кога е или не сакајќи ако само со некоја храна оштра па да се пресече да се инаку тоа оди и потешко. Така. Меѓутоа како интервенција воопште не е травматична, ниту опасна, рутинска. Не е никаков, тоа е рутинска. И во последно време со воведување на ласерот во практиката наша, многу од децава па и родителите многу е поприфатлива таа ласерска техника на отстранување на френулум, отколку што беше класичната, конвенционална метода. Предноста е затоа што кај ова метода нема сутура. Значи шиење, детето кога ќе слушне, знаете, самиот пациент има фобија од шиење. Конци па во уста. Конци во уста, па тоа маказички, па сечење, па леле скалпели. Тука немаме ништо. А во однос на анестезијата што се дава е минимална. Така. И во зависност од френулумот, во зависност од соработката на што ќе се воспостави меѓу самиот пациент, односно детето, и нас, може да биде и со спреј површинска анестезија или веќе ако има индикација да се стави анестезија, таа е минимална количина. Така. А да се постигнуваат одлични ефекти. Имаме двајца гледачи на линија да ги вклучиме со прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, да прашам едно прашање докторката. Нашето дете е на 7 години. Му открија дека има таков проблем со на систематски преглед на запчињето што е. Така. Од училиште. Сега ние сме од Велес. Каде би можело тоа да се реши овде во Велес? Мислам дека и не ни посочија точно каде можеме да се обратиме. Еве докторката да ни даде мислење каде би можеле ова да го решиме, бидејќи има проблем со изговор на неколку букви, на Р, на Л. Р, С, така. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи, јас мислам дека во Велес има орални хирурзи, значи не можам да тврдам точно како е, што е, меѓутоа, нема никаков проблем и вашето дете да го донесете кај нас на еден преглед. Може да се договориме, може би во истиот момент да го завршиме, или може да се договориме за некој ден да дојдете, да го припремиме детето. Многу е битна соработката, значи она поверењето што ќе се стекне меѓу докторот и самиот пациент, односно детето, меѓу нас и него. Тоа е многу битно и првиот момент со кој ќе се соочи детето, да се опушти,
за да можеме безпрекорно да си го завршиме без траума за самото дете, самата интервенција. Бидејќи 7 годишно. 7 годишно, тоа е уште малечко. Јас ако ви кажам дека моето пациентче најмладо, јас сум завршила многу, да не биде тоа како сега да кажам искуство имате големо, па нормално и поради тоа сте поканета токму за ова тема да зборувате. А поготово со лазерот работам веќе 10 години и затоа кажувам врз основа на сопствено искуство, значи фантастични резултати има, многу е прионичен за самиот пациент и на обострана корис и задоволство и на лекарот и на родителот заедно со детето. Одлично имаме резултати, а моето прво дете, значи најмало, не прво, најмало детенце што сум го работела со лазер, тоа е 6 годишно детенце. Така. Да. Обично тогаш настануваат и проблемите, поготово за горните френулуми, така, тоа сега ќе го патиме, ќе го објасниме. Да, кои што не дозволуваат за усницата да има една нормална подвижност, а и уште нешто веќе стварат ортодонски проблеми, односно таа диастема или меѓупростор меѓу секачите напред инцизивчињата. Така, ќе го подкрепиме тоа и со видео материјал, за да можат гледачите да разберат точно за што зборуваме. Само да го вклучиме и следниот гледач со неговото прашање. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Дали го имаме гледачот на линија? Не се исклучил, во ред. Може да се јави подоцна, повторно ќе го вклучиме, а ние сега можеме да преидеме на горниот френулум и спомена веќе дека имаме видеоматеријал, можеме да ги погледнеме и фотографиите. Значи тоа е френулумот кој што се наоѓа помеѓу горната вилица и усните. Усница, да. Так. И тој исто може да биде низок или многу низок, може да биде лепезаст, широк. Така. И кога обично е многу низок и лепезаст, во исто време диастемата е на пат. Не може, значи, да се исклучи, еве го тој френулум кој што се наоѓа дури до долу. Така. Значи тој се забележува веднаш после раѓањето? Да. Сега кај ова се бебиња, мали, мислам се уште мали дечиња, со никнување на запчињата, тоа може да се повлече, а гледате, тука е веќе дури до висината на алвеоларниот гребен, кога мора да го страниме, затоа што диастемата така може да создаде проблеми. Да. И како за млечните, после ќе прогредира и за сталните заби. Па некојаш пациентите и носат, еве, исто е овој лепезаст, доста низок френулум. Еве го ова што зборев, еве диастемата, тој меѓупростор, меѓу така, значи децата најчесто имаат меѓупростор. Да, меѓупростор. Морам да нагласам сега за родителите, ваквите френулуми, доколку не се решат, обично се јавуваат кај ортодонти, па се прават нели фиксни мобилни протези, со тоа што можеби ќе се приљубат забите еден до друг. Да, меѓутоа, после симнувањето на протезите ќе дојде до раздвојување. Повторно ќе се врати. Затоа што е тоа фиброзно ткиво и нема тоа, ако не се отстрани, нема да се повлече диастемата. А инаку каква е улогата на горниот френулум? Има ли некаква посебна улога? Па горниот френулум точно ја држи и усницата. Знаете, тука е веќе естетиката, функцијата. Со пресекувањето, дали може да дојде до промена на форма на уста? Најчесто прашање на родители ја поставувам. Така, меѓутоа, при тоа пресекување мора да се внимава до каде се пресекува и како се пресекува. Треба да се остави дел. Тој е функционален. Значи си има своја улога. Така, имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во програма сте, повелете. Ајде. Ало, во програма ли сум? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Ве молам да ми за едно прашање. Имам две стучиња близначиња. Така. Едното е добро, меѓутоа другово, од втора година јазичето секогаш го крева нагоре као да цица. Пред спиење тоа му се случува.
Така. Значи, Веќе трето деление, 8 години. И се јавуваме стално кај Хаджиев, логопедот, меѓутоа ни вика уште коската не е оформена, ама 8 годишно е, не знам. Дали сте го однеле тоа детенце на преглед за да го види орален хирург или максилофацијален хирург? Не, само кај Хаджиев отидовме. Не би било лошо да го донесете, пошто вака може само да нагаѓаме за што би се работело. Може би стварно има френулум кој што треба да се отстрани, таа ресичка, да се засече, или може би е некоја друга причина, или треба да се препорачат вежби за да тоа се сработи. Да нема таков проблем. Само му се јавува пред спиење или кој ќе се занеси вака телевизија да гледа, и то кој ќе е тишина, мирно, кога нешто не работи и ќе се занеси јазичето горе и се ја шмука. Да, вака сега, ако ќе го донесете детето, ќе се направи преглед и доколку не се работи за френулум, може би е тоа некоја лоша навика. Така. Меѓутоа, во секој случај треба да го донесете да го видиме. За да се исклучи оваа ситуација. Ваква, за да не се превиди веќе ако постои да се реши. И благодарам на гледачката што се вклучи во програма. Дали некогаш френулумот, долниот скратен френулумот или па горниот, може со тек на време да се повлече, да речеме долниот да стане поеластичен? И само од себе проблемот да се реши или немате такво искуство во вашата досегашна пракса? Такво нешто не. Затоа викам можеби за горниот, некогаш при храна или при некое појако потегнување на усницата, да пукне самиот френулум и тогаш можеби делимично да се повлече. Така. Меѓутоа, најсигурно е хируршки да се отстрани од страна на стручно лице. Така. И пред самиот крај на емисијата, значи да резимираме дека ова е еден проблем кој што се решава на едноставен начин и дека нема простор за паника. Можам само да додадам дека покрај френулум во горната вилица има и френулум во долната вилица, не овој за кој зборувавме кај бебињата обично што е познат, нели, за подјазичниот френулум, него на усницата, долната усница. Многу е битно затоа што и малите деца веќе имаат такви френулуми и се случува да тој френулум е толку јак, влече усницата, ја влече и самата гингива околу забот со тоа што доаѓа оголување на запчињата. Така, значи треба да се внимава и на тој френулум. Треба да се внимава и на долните френулуми. Така, покрај овие два што ги наведовме. Предпоставам дека е убаво да се направи еден стоматолошки преглед што порано за да се воочат сите овие проблеми. Па ја мислам дека најдобро е прво да, нели, секое дете има свој матичен детски стоматолог. Детскиот стоматолог на тие редовни контроли, систематски прегледи што доаѓаат, веднаш може да ги уочи и да ги препрати децата на соодветното место, на орална хирургија. Доктор Љуба, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Една интересна тема со многу корисни совети и препораки. Имаше многу нови информации за родителите и се тоа со еден смирувачки тон, доколку има некаков проблем, лесно се решава, што е многу важно. Така е. Така е. Им благодарам и на гледачите што не следа. Гледајте не секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.